Браќа и сестри, дами и господа, народот порано велеше тугината пуста да остане. Тугината денес е поубава. Има работа, плати, стандард, владење на правото, економски права и слободи. Во Македонија нема. Тоа го знам од лично искуство. Во последните 10 години Македонија е запустена од лоши политики, лажен патриотизам, огромен економски криминал. На татковината и треба помош. Затоа со гордост и со чест голема се нафатив да го водам штабот на ВМРО за Македонија. Исто како и во историската 98 година. Тогаш, одејќи од куќа до куќа, со чело, со Лупчо и вистинските македонски патриоти, верувавме во победата и ја добивме довербата од македонскиот народ да ја составиме првата ВМРО-вска влада. Иако беа бурни времења, таа демократска промена остана запаметена од сите како времето на Лупчо во кое најубаво се живееше. Браќа и сестри, изминативе 10 години власта протроши преку 30 милиарди евра. Тие пари беа сосема доволни во Македонија секој работник да зема плата од најмалку 600 евра месечно, а животниот стандард да биде на повисоко на европско ниво. Но сиромаштијата е главното оружје на неодговорната, алчна и лицемерна власт против сопствениот народ. Преку лажни проекти најпрво го оплячкаа и осиромашија. На сметка на сиромашни граѓани со мизерни плати од 200 до 300 евра, власта секојдневно го поробува сопствениот народ за да може и понатаму да прават нечестни пари. Преку секојдневни закани и уцени по екзистенцијата и работното место, ситен подкуп, присилни одење на митинг, присилни селфија и лајкови го уништеа достоинството на луѓето. Денес нашите ВМРО-вски патриоти се понижени, заплашени, згазени, запоставени и отфрлени од истите оние кои во 98 година беа нашите противници. Со удбашки методи не следеа, не гонеа и со нас се тепаа на избирачките кутии. Истите тие денеска нам од ВМРО ни кажуваат дека треба да мижиме, да ќутиме и да се срамуваме поради алчноста и криминалот на неколкумина од раководството на ВМРО ДПМН и нивната фамилија. Денес од оваа местно јавно порачуваме: доста беше, не се плашиме. Истите тие луѓе со истите луѓе, сите вас кои го уништивме и победивме едноумието во комунизмот, денес ќе го победиме едноумието во ДПМН. Лицемерие кон сопственото членство е што раководството на ВМРО ДПМН платише 100.000 евра народни пари за лобирање кај Хилари Клинтон. Сега лицемерно се радуваат на победата на Доналд Трамп. А треба да знаат дека Трамп победи поради гневот на обичните граѓани против корумпираните и криминалните елити од власта. Во Македонија корумпирани и криминални елити на власт се во ДПМН веќе 10 години. Лицемерно се представуваат дека се залагат за работниците и социјалците и дека живеат скромно и честно. А снимките од така наречените бомби јасно покажаа дека они живеат во огромен луксус стекнат со криминал. Ние, ВМРО за Македонија, ги разбираме тешкотиите на обичниот напатен граѓанин на Македонија. Ја разбираме ерозијата на животниот стандард на луѓето во последните 10 години. Поради тоа,
нашата економска политика е насочена исклучиво кон креирање на нови работни места, зголемување на просечната плата, елиминација на нерационалните капитални буџетски расходи и постигнување на континуирано висока стапка на реален раст на бруто домашното производство. Ја создадовме ВМРО за Македонија како прочистена идеја за новото старо ВМРО, водени од изворните принципи за слобода, демократија и човечки правдини. ВМРО за Македонија ќе ги заштити сите на кои што ВМРО-вската идеја им е во срце. И да бидеме јасни, организаторите на криминалот треба и мора да одговараат. Сите други луѓе треба да бидат ослободени од притисокот на нечестната фамилија која го употребува членството како жив ѕид. Луѓето не треба да се срамуваат поради туги нечестни постапки. И по ниедна цена нема да дозволиме реваншизам од било која страна. Затоа, со ВМРО за Македонија, да се избориме за висок економски стандард на граѓаните, да не водат патриоти кои што ја градеа државата, да го вратиме достоинството и да ги заштитиме интересите на автентичното членство на ВМРО, кој сме го граделе со демократија, честност и патриотизам. Да ја вратиме правдата за сите граѓани, да ја казниме корумпираната и криминалната власт, да ги ослободиме судовите институциите, да го вратиме владењето на правото, повторно да тргнеме кон патот што ние го трасиравме кон ЕУ, да ги вратиме демохристијанските вредности и конечно да заврши кризата и да зачекориме кон подобра иднина за сите нас и нашите деца. Да живее ВМРО за Македонија!